Поради големото влијание социјалните мрежи, верувам дека на секој од нас бар еднаш му се има случајно да изговори некој жаргон. Можеби не е конкретен израз во нашиот литературен јазик, но верувам дека изговарањето на истите се случува во нашиот секојдневен живот постојано. Оние конвенционални средства за комуникација наспрема интернетот нормално е дека развиваат свој специфики. Па да речеме, брзината или ограниченоста на просторот во каналот за комуникација кој широко можеме да го наречеме интернет, во нашиот случај придонесува да се развијат специфики во начинот на зборувањето, односно во начинот на комуницирањето и пишувањето. Па имате голем број скратеници или имате зборови кои се врзуваат само за тој контекст. Тоа е сосема нормално во едни такви услови, тоа не е никаков проблем. Всушност, јазиците ниту се загрозени, ниту умираат под притисок на актуелниот миг. И се додека тој систем обстојува како целина и навлегуваат само нови зборови, ние немаме никаков проблем со така наречената голема слика на јазикот како систем. Па некогаш изборови како, не знам, саат или кафе или транспарентност, кога биле тие нови, веројатно биле непознати или невообичаени за поголемиот дел од луѓето. Се разбира дека образованието, медиумите, па и околината треба да ја развива свеста за така наречените регистри. Вие всушност треба да знаете, или образованието и медиумите, како што реков, и воопшто окружувањето, да направи такава свест во која ќе знаете што вие може да употребите во определен контекст, за да не го загрозите, туку на тој начин само да го збогатите јазикот. Секоја генерација си има свој начин на комуникација и тоа е природно и тоа е нормално. Не мислам дека со користењето на сленгови и меѓусебна комуникација се нарушува македонскиот, албанскиот или било кој јазик на кој што тој сленг се користи. Напротив, мислам дека се создава една своевидна култура која што се идентификува за генерациите, но една работа е многу важна, а тоа е дека јазикот е кодифицирано средство на кое што ние комуницираме и се разбираме и служи за да можеме практично да најдеме заеднички јазик. Така што сленговскиот јазик или јазикот кој што е соодветен за одредена генерација е едно нешто, меѓутоа сосема друго нешто е оној принцип или оној начин на кој што комуницираме и треба да се разбираме сите. Значи, да сублимирам, не се плашам воопшто од влијанието на сленгот врз литературниот или врз официјалниот јазик, меѓутоа мислам дека мораме да имаме сите еднакви вештини, да градиме колку што е можно подобри вештини за комуникација, бидејќи тоа е единствениот начин да успееме не само да се разбереме, туку и да напредуваме и да постигнеме многу повеќе. Не можам да кажам дека конкретно го загрозува литературниот јазик, но дефинитивно оставаме многу лош впечаток помеѓу луѓето и не спречува од литературно изразување.